Загрижувачки бројки прикажуваат статистиките за трговијата со луѓе во нашата земја. Во текот на годинава откриени се 7 жртви, сите македонски државјанки, меѓу нив малолетни девојчиња, најголем дел злоупотребувани за сексуална, дели за трудова експлоатација, говорат статистиките на Сдруженијето Отворена порта. За жал морам да кажам дека тоа се деца, значи тоа се малолетни девојчиња на возраст од 12 до 16 годишна возраст. Се тоа македонски државјанки, тоа се девојчиња на кои што системот едноставно зател. Тоа се девојчиња кои што доаѓаат од дисфункционални семејства, кои што немаат родителска грижа, девојчиња кои што се надвор од образовниот систем и секако надвор од секаква помош и поддршка и заштита што би требало да ја има секое дете. За жал, сите претрпеле сексуално насилство. Она што ние го нудиме е секако покрај сместувањето во прифатилиштето е психосоцијалната помош, советување индивидуално со стручни лица со кои што работат во прифатилиштето, понатаму вклучување во образовниот процес, медицински прегледи, помош при остварување на медицинската заштита, бидејќи сите имаат медицински проблеми на кои што треба да се работи. Понатаму вклучување во некакви занечиски обуки кои што би можеле да им обезбедат некаква си екзистенција во понатамошниот живот, зборувам по завршување на образованието. Помош, правна помош, каде што обучен адвокат ги застапува нивните права пред суд, поврзување со семејствата, соработка секако со центрите за социјална работа, кои што се надлежни исто така да обезбедуваат помош и поддршка на овие деца. А во ова искористување на човечкото тело и труд, при што на жртвите им се прекршуваат основните човекови права, почнувајќи од ограничување на движење па се до насилство и злоупотреба, превенцијата е најважна, смета Маја Варошлија, менаџер во Сдруженијето Отворена порта. Превенцијата е многу важен елемент кога зборуваме за сузбивање на трговијата со луѓе. Она што е важно е дека треба координирани напори на сите институции, на невладините организации во сузбивање на овој феномен и секако во ширење на информацијата. Она што ние го правиме во однос на превенцијата е присуство помеѓу младите константно. Значи зборуваме за тоа што е трговија со луѓе, зборуваме за тоа кои се начините на вовлекување. Значи, околу превенцијата најважно е децата да имаат информација, да знаат во даден момент пред да прифатат некаква си понуда за работа, понуден брак, работа во странство и така натаму, што да направат, кои мерки да ги превземат, значи да се информираат, ако нешто им е сомнително, постои телефонска SOS линија која што исто така ја оперира Отворена порта, тоа е 0800 11 111 на која што може да се јави било кој што има интерес да дознае повеќе за трговијата со луѓе, да дознае повеќе околу превенцијата, на што треба да обрне внимание доколку сака да замине во странство и така натаму, да добие превентивни и информативни совети по однос на ова прашање. Веќе 13 години Сдруженијето Отворена порта раководи со единственото прифатилиште за сместување на жртви на трговија со луѓе, грижејќи се за нивно надминување на траумите, па се до реинтеграција во општеството.